Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, присутни сме на исклучително важен настан. Важен и заради времето во кое што живееме и работиме, и важен заради очекувањата на граѓаните да се случи една успешна борба за справување против едно зло кое што е присутно насекаде во светот, присутно е кај нас, каде што се фокусирани очите на јавноста, но и представува еден од условите за интегрирање на Република Северна Македонија во Европската Унија. Тоа е успешна борба против корупцијата, сударот на интересите и организираниот криминал во државата. Сакам да се заблагодарам на амбасадорот на ОПСЕ, амбасадорот на Република Италија, но и господинот Кантоне, кој што е председател на Италијанската комисија за антикорупција, кои што несебично го споделуваат на една ваква конференција своето успешно искуство во борба против корупцијата. Доаѓа во вистинско време кога изберена антикорупцијска комисија согласно, би рекол, скоро перфектен закон, заради тоа што на вистина преку дебата со сите политички чинители, во консултација со Венецијанската комисија под раководство на Министерството за правда и освојување на владата, парламентот го усвои со консензус, а на еден многу специфичен и одличен, би рекол, начин беше избрана и новата антикорупцијска комисија на Република Северна Македонија. Ова е перфектно време, кој што на самиот свој почеток, преку вакви искуства, ќе можат да добијат вдахновение, за да можат успешно да ја завршат својата работа. Како што реков, и до нив сите, членовите на антикорупцијската комисија, јавните обвинителства, финансова полиција, агенција за финансиско разузнавање и сите други институции на државата, кои што имат задача или во нивниот делокруг на работа е борбата против корупцијата, да ги имат во предвид огромните очекувања на граѓаните, да покажат резултат кој што ќе биде видлив, практично поставен, за да можеме навистина да кажеме дека имаме еднакво општество за сите, каде што законите важат за сите и дека успешно се справуваме со девијантните појави кои што се присутни, како што реков, насекаде, а и се присутни во нашата земја, Република Македонија. Благодарен сум што Италија преку своите капацитети кои што ги споделува со нашите капацитети и нашите институции, помага искрено како пријател, затоа што Италија секогаш била добар пријател на Република Северна Македонија. Дел од функционерите, министрите рекоа дека нема ниту да ве послушаат, да го послушаат вашиот повик, да ги посоветуваат своите роднини кои што добиле државна работа, туку ќе решат самите да одлучат, односно самите оние роднини да одлучат дали ќе се откажат од работното место или ќе го задржат. Како гледате на тоа? Значи, реков и при моите изјави секој со својата одговорност, како што реков и ниту очекувам да се претера во делот на она кое што некогаш е барање работи, каде што, односно барање одговорност и тогаш кога нема потреба од одговорност. Фокусот мора да биде на еднаквоста на граѓаните пред институциите на системот. Затоа очекувам, таму каде што се надминати тие очекувања, односно етички чувството не е исправно, да се повлечат чекори, но истовремено очекувам еднакви шанси пред законот да имат сите граѓани, заради тоа што сите граѓани по устав и по закон се еднакви. И уште еднаш ги поздравувам одлуките на етички однос на сите јавни функционери, без разлика дали се од власта која што јас ја водам, тоа е извршната власт, или се од било која друга власт, собраниската, судската, локалната, кои што ќе преземат ваков чекор, затоа што не мора нешто да е кривично дело. Етичкиот однос е исто така важен постулат, по кој што треба да се водиме и да испраќаме пораки на примери, кои што исто така се неопходни за севкупниот развој и би го нарекол усовршување на квалитетот на живот во Република Северна Македонија. Дали ќе барате одговорност од функционери доколку антикорупцијска открие дека имало вмешаност или влијание при вработувањето? Секако, тоа е едни од извештаите кои што ги очекуваме, затоа реков, ако антикорупцијска или било која друга институција докаже дека имало вмешаност, дека имало кршење на законот, дека имало судирни интереси, ќе барам директна одговорност. Зашто до сега немаше оставка од блиските родини вработени во државни институции од вашите коалициони партнери кои што се на функција? Јас очекувам од сите, јас сум председател на влада каде што партиципираат сите и коалициони партии и мојата политичка партија е предводник во таа коалиција. Кога зборувам за сите и навистина очекувам за сите. Како што реков, оставам секој сам да се ја носи одлуката, своите чувства и одговорности пред етичкиот однос се многу важни и затоа пораката која што ја испратив до сите.
Господине Заев, сметате ли дека треба доекипирање на самата комисија и со човечки ресурси, меѓутоа и со финансиски, за да може да биде независна во донесувањето на извештаите и одлуките, затоа што веќе многу тврдо почна со работа од самиот Значи и самата антикорупцијска комисија, но гледате дебатата е отворена и во јавното обвинителство, отворена во правосудството и судовите во Република Македонија. Јас знам дека и финансова полиција треба да се екипира, и Агенција за финанско разузнавање, Оделот за организиран криминал во МВР и многу други институции. За сето тоа се неопходни материјални средства, правиме се што можеме да ги обезбедиме сите тие неопходни материјални средства, заради тоа што тоа се алатки во нивната успешна работа која што, како што реков, е големо очекување на граѓаните. Драго ми е што Македонија финансиски се стабилизира. Сите овие нови ресурси кои што се создадени, а се стабилен капацитет на државата, ние ќе ги вратиме секако према граѓаните, према стопанството, но и према институциите, за да може да бидат уште поуспешни во справувањето со сите девијантни појави, меѓу кои и корупцијата во државата. Дали ќе барате одговорност од директорот на затворот Шутка по вчерашниот инцидент на двајцата изборани поранешни министри? Прво жалам за настанот кој што се случил вчера во затворот Скопје. Сабајлето рано се слушнав со директорот, кој што ми даде устен извештај што всушност се случило. Се случило од господинот Ристовски со незгодни зборови и провокација, која што предизвикала ваков инцидент, кој што апсолутно го осудувам, без разлика кој провоцирал, кој како постапил или слично. Секако деталното образложение кое што беше дадено, јас го сваќам и верувам дека истрагата ќе ги покаже сите детали, но во името на одговорноста не можам да прифатам дека директорот на затворот и луѓето кои што биле таму определени да се грижат за безбедноста додека трае терминот за прошетка по самиот затвор за самите притворени лица, да се случи истовремено уште еден настан за после 45 минути или саат време. Тоа во најмала рака кажува без разлика дали имало провокација или не, некој не си ја завршил својата работа. Затоа очекувам до понеделник директорот на затворот Скопје да ја поднесе својата оставка до владата, која што е избран од самата влада. Само едно прашање до министерот Спасовски ни интересира, бидејќи станува збор за затепачка помеѓу луѓе кои се осудени на 40 години затвор и притворени кои што уште не се осудени. Како тие исти двајца, без разлика дека овие се поранешни министри, а тие се осудени, како тие се во толку близок контакт едните и другите лица? Какви се условите во тоа или како? Тоа мора да го поставите прашањето до институциите кои што раководат со затворите, значи или управата за извршување на санкции и затвор Скопје може да ги дадат тие резултати. Министерството за внатрешни работи не е одговорно за обезбедувањето во затворите во Република Македонија. Министер, утрова е проведена уште една мртва девојка кај Волково, но се зголемува очигледно бројот, особено може да се каже дека секој ден или секој втори ден слушаме за некој исчезнато лице, се бараат по месец, па и по 2 месеци некои од нив, а еве гледам и доста од нив дека се пронајдени и мртви. Имате ли вие коментари дали може да бидат граѓаните, дали треба уствари да бидат загрижени за својата безбедност? Социјалната мрежа има многу реакции кои што бараат одговора реакција. Значи, граѓаните немаат за што да бидат загрижени во однос на безбедноста. Бројот на исчезнати лица се намалува постојано и ова година е помало тоа што бил од претходно. Ефикасноста во пронаоѓањето на исчезнатите лица по пријава се некаде околу 94%. Јас само апелирам до граѓаните на одговорен однос и на одговорен пристап. Затоа што најлесно е да седите пред компјутер и да напишете нешто на социјалните мрежи што ќе ги вознемирува дополнително граѓаните на Република Македонија. Вчера прочитав некакви информации за наводни исчезнувања, па после тоа се наоѓале луѓето со недостаток на одредени органи и така натаму. Апсолутно ги демантирам овие работи. Значи, сите овие случаи кои што се на исчезнати лица, пронајдени, починати и така натаму, се врши обдукција на нивните тела и се знаат точно извештаите. Значи, во ниту еден момент нема место за паника, ниту за грижа кај граѓаните на Република. Може министерката тоа да ни го одговори прашањето? Чекајте, дајте ја да прашам ако лекете. Кај ми е микрофонот мој, дај цецке микрофонот. Мојот. Го тепавте чекам. Министерка, значи во смисла на прашањето на Иле, како може да се дозволи притвореници што еден ден се во притвор да бидат во временски
блиско време, како да кажам, во ист двор заедно да одат на прошетка, а при тоа да бидат од ист предмет. Јанакиевски и Ристлевски се во ист предмет осумничени. Нели не сме да бидат во никаков контакт. Прво дали се оди во нас? Ајде, Цицки. Значи, веќе премиерот го даде одговор на ова прашање. Станува збор за прашање кое што немил настан, кој што се случил, кој што заслужува истрага и кој што ќе помине низ истрага. Значи, едно е што ќе се направи истрага и извештај ќе треба да поднесе самата казнено-поправна установа, односно затворот Скопје, дали се почитувале процедурите, каде е направен пропуст, дали е воопшто направен пропуст и слично. Понатаму, тука станува збор, ако веќе има употреба на физичка сила, тоа е кривично дело кое што треба да биде предмет на истрага и на јавниот обвинител. Значи, како што би било насилство предмет на истрага, значи ако е на слобода, исто и во казнена поправна установа е предмет на истрага. Народниот правобранител исто така има можност да изврши увид во ситуацијата која што се случила. Јас очекувам дека и тој механизам треба да биде искористен и секако без оглед дали ќе има формално прекршување или не на определени правила, премиерот веќе истакна дека ова треба да биде предмет на одговорност на директорот кој што дозволил воопшто да дојде до близок контакт меѓу овие категории, без оглед дали е тоа вообичаена пракса или не, треба и во конкретна ситуација да се има проценка на одредени ризици. Особено што претходниот ден слушнавме изјави од лидерот на опозицијата кој што повикуваше и кој што укажуваше на определени наводни закани. Значи, јас не сакам да шпекулирам дали е испровоциран инцидент или не, без оглед кој во затвор или во притвор е отиден заради организирање на насилство врз пратеници, заради организирање на терористички акт, не сме да биде предмет на физичко насилство во затворот. Значи, државата мора да обезбеди заштита на човековите права на сите, без оглед за какво кривично дело се наоѓаат во притвор. Ке барате ли одговорност? Вие сте премиерот ја побара одговорноста. Значи, тоа е, бидејќи директорот се избира од име на владата, значи, апсолутно одлуката на изјавата на премиерот е изјава за која што јас стојам и сметам дека тоа е вистинскиот пат да се покаже дека во оваа држава функционира принципот на одговорност. Господине Јовиски, од вашите колеги италијанци што да кажа, што и фали на Македонија за да биде поефикасна, а може директно да се примени во контекст на нашите случувања, истраги на финансиски криминал, корупција, суди на интереси и секако во соглед на вашите надлежности? Како што можевте и вие да слушнете и со оглед на состојбите во македонското законодавство, мислам дека повеќе решенија се имплементирани во донесувањето на новите закони. Се разбира тоа дека треба практично да се имплементира. Кога станува збор за обвинителството, суштествена е потребата да профункционираат истражните центри, бидејќи овој вид на кривични дела не може да се врши со досегашниот начин на работа. Ние во обвинителството работиме на основање и ставање во функција на едни истражни центри што значително ќе ми олеснат работата на јавниот обвинител во делот на истражувањето на овие предмети, во делот на обезбедување на доказите и со стручни лица кои ќе му бидат од значителна помош на јавниот обвинител во водењето на истражните постапки. Не може ли тоа додека ги немате истражни центри да го прави финансиската полиција? Истражните центри не се замислени тие да бидат паралелни органи на финансиската полиција. Кај истражните центри се смета дека ефектот ќе биде и ефикасноста на обвинителството ќе биде зголемена со оглед на тоа што правосудната полиција ќе биде во канцеларијата на јавниот обвинител, ќе работи по негов налог. Тие секојдневно ќе добиваат задачи и меѓу себе ќе прават пресек на кои действија се преземени, кои действија натаму треба да се преземат во постапката. Уште, господин Јовиски, само дали можеби ќе истражувате она што се случи вчера со оглед во затворот, пошто со оглед на тоа што има сомнеж дека процедурите се прекршени, притвореници од ист предмет заедно во слична временска тајминг на прошетка. Се разбира дека тоа ние го следиме. Во овој момент не знам какви информации има надлежниот обвинител. Вас ви е познато дека особено во делот на
пречекорувањето доколку има на овластувањата на определени службени лица, сега во рамките на обвинителството за организиран криминал и корупција постои посебно оделение кое што ќе ги истражува овие случаи, но не знам во моментот дали е тој таков случај. Обвинителството, како што реков, ќе ги провери сите наводи. Мислите на кој посебен одел за полициско пречекорување, така? Да. Тој што профункционира сега? Да, тој профункционира сега, таму се определени да постапуваат обвинители со своји раководители. Благодарам, ја немам веќе прашање, колега. Благодарам. Фала ви, доста.